Почитувани представници на пишаните и електронските медиуми, тема на нашата денешна пресконференција е представување на една друга вистина за Македонија, цврста со аргументи и докази, што би се рекло громовски. Затоа што ние секогаш сакаме да разговараме со аргументи. Што се вели, ако баба лаже, трак не лаже, така вели народот. Сакаме низ бројки и факти да ја покажеме кој и како се однесува додека е на власт и зашто ја бара поддршката од граѓаните на Република Македонија. Податоците што ќе ви ги изнесеме се официјални податоци од Бирото за јавни набавки и од веб страните на општините за објавени тендери за јавни набавки. Работата и резултатите на локалната самоуправа се огледа преку предвидени и реализирани проекти кои се означени за подобар живот на граѓаните на локалната самоуправа. За реализација на повеќе проекти неопходно е прво стручни лица да изготват проект, соодветна фирма тој проект да го ревидира и одобри, Бирото за јавни набавки да даде согласност на условите за тендерот и на крајот да се објави повик или тендер за фирми кои ќе го остваруваат тој проект. Еве како стои на тој план работите за 2015 година во општините каде градоначалници се од редовите на Социјалдемократскиот сојуз. Куманово има објавено 65 тендери, од кои само 18 тендери се за инфраструктура, а останатите се за функционирање на локалната власт. Општина Струмица има објавено 52 тендери, од кои што само 14 се за инфраструктура. И општина Ранковце има објавено 20 тендери, од кои едва и 2 се за инфраструктура. Сите три општини заедно во 2015 година имаат објавено 137 тендери, од кои само за инфраструктура се некаде околу 54. Јас би сакал да ви ги дадам и податоците за општина Карпош, каде што градоначалник сум јас од Граѓанската опција за Македонија. Во истата година има објавено 135 тендери или само 2 помалку од оние што заедно ги има трите општини на Социјалдемократскиот сојуз, од кои што за инфраструктура се дури 84, односно 2,5 пати повеќе од оние што се на Социјалдемократскиот сојуз. Куманово, Струмица и Рамковце треба да решаваат проблеми на 161.000 граѓани, а додека пак општина Карпош на 59.000 граѓани. Во исто време, приходите на овие три општини се 100% што ги прибираат општински, а ние, општина Карпош и сите останати општини во градот Скопје, приходите ги делиме по принципот 50-50 со градоначалникот на град Скопје. Да не бидат овие податоци тенденциозни и дека само ја истакнуваме општина Карпош, сакаме општината Струмица, која има 51 тендер во минатата година, да ја споредиме, например, со општината Сопиште, која што има 49 тендери. Општина Илинден, 64, градот Скопје, 318 и така натаму и така натаму. Да не се вадат, евентуално дека станува збор за нереферентна година, ја и да видиме како стојат работите во 2016 година, и бидејќи, како што вели народот, по утрото денот се познава, да видиме и ќе се увериме дека тамо состојбата е уште побетер. Куманово, од нова година нааму има објавено 11 тендери, од кои што само 5 се за решавање на проблеми на граѓаните. Патем да кажам дека сум чул дека во зимно време змијата, додека лежи во дупка, односно додека хибернира, има само 2 отшукување во минута на своето срце, со цел да не троши многу енергија. Па значи, за јануар, февруари, овие 10 дена од март, она би требало од прилика да има 5 отшукувања во минута, па така и општина Струмица за овие 70 дена има само 5 објавени проекти, од кои што само еден е инфраструктурен објект, односно толку колку што има очекување на срцето во минута и змијата додека лежи. Општина Карпош од почетокот на ова 2016 година има објавено 81,4 тендери, од кои што 74 се за инфраструктура, односно што е за витално значење за граѓаните на општина Карпош. Што ово покажува? Почитувани представници на медиумите, за да имаме избалансирано и објективно известување, односно објективно медиумско информирање, ние треба исто така
останатите градоначалници да лежиме, за да не ги разбудиме улежаните суети на градоначалниците од Социјалдемократскиот сојуз. Додека на медиумите секојдневно гледаме како функционерите на владеачката коалиција нешто градот се среќаваат со граѓаните, слушаат и нудат проекти, ги решаваат нивните проблеми, опозиционите функционери се или во шатори, или се со слушалки на уши, или пак се некоја во кафеана, или пак играат комар до раните утрински часови. Ке завршам со зборовите на владика Данило во Горски Венац, кој што вели: Јанко брани Владисава мртва, што га брани кад га не одбрани? Ние сакаме да прашаме господине Ван Хаут, господине Ораф, господине Бейли, зашто браните нешто што не се брани? И сакаме да го прашаме министерот за надворешни работи на Германија, дали и во Германија функционерите се вакви легачи какви што се оние на Социјалдемократскиот сојуз. И се поставува прашање, зашто тие се обидуваат своето наработење, своето безидејност, своето немање на проекти, да го покриваат со наводна борба за човекови права, наводна борба за демократија, и се поставува прашање како ќе изгледа тој нивни демократски свет, како ќе изгледа таа нивна демократска власт во која што само ќе се лежи, а нема да се работи, но во исто време се поставува прашањето: а од што ќе живееме, а што луѓето од што ќе се хранат, како ќе развиваме, како ќе градиме Република Македонија. Затоа сметам дека аргументите и фактите стојат апсолутно на страна на владеачката коалиција, односно сите оние кои што за овој временски период настојуваат да решат што е можно повеќе проблеми на граѓаните на Република Македонија, и оттаму произлегува високиот рейтинг и поддршка на граѓаните на Република Македонија, односно граѓаните не можат да поддржат флоскули, неработење и немање идеи, односно безидејност.